Почитувани гледачи, добро дојдовте во студио 044. Гостин ни е Владимир Кочовски, еден од основачите на групата Црни лотоси. Господин Владимир, добро дојдовте во студио 044. Црни лотоси е формирана пред многу години во далечната 1964 година. Годинава одбележувате голем јубилеј 60 години. Може ли да ни опишете што се случи во 64 година, како дојде до формирање на оваа група и што значи таа за музичката дејност во Тетово? Најнапред ви благодарам на поканата и мило ми е што после толку години доаѓа до едно сеќавање на едни настани што беа множно значајни во периодот пред 60 години, да речем. Ние како група бевме доста популарни во Тетово тоа време и придонесовме во 60-тите години за еден богат културно-забавен живот во градот и пошироко. Одлуката да се формира групата ја донесува Зоран Јосифовски, кој сега живее во Охрид, и Симеон Златев Моне, тој е собственикот на најмалиот етно музеј на светот што се наоѓа во Жепчиште. Тие беа студенти на архитектонскиот факултет во Скопје, каде студирале заедно со дел од групата Бизбес. И нивното дружење практично било причина и повод да се нафатат тие двајцата да организираат, да се формира една вокално-инструментална група, вокално-инструментален состав во Тетово. Првата средба, првите почетоци ги имавме и јас, Зоран Јосифовски и Александар Глигорчук, Сашо, Цајо познат меѓу постарите, за жал не е меѓу живите, меѓутоа тие ме пречекаа на влезот во спортското игралиште во Друштвото за телесно воспитување Партизан, каде што играа тетикс, кошарка и гостивар екипата. На излегување ме пречекаа двајцата и ми ја соопштија идејата. Јас ја прифатив со задоволство, бидејќи јас пред тоа завршив нижо музичко училиште, виолина одсек, и после тоа свирев гитара. И идејата значи ја прифативме без некоја многу мислење и зборот беше кои да бидат другите членови на составот. Јас еден, Александар Глигорчук, Тапанар 2, ни треба уште двајца, значи еден ритам гитара што ќе свири и еден басист. За ритам гитара го предложив да го земеме Јордан Мирковски, меѓу тетовци познат порано како Бридж, Јордан Бридж, и Миомир Јанич, Мошо од Брвеница, тој беше доселен од Сомбор во Брвеница. Меѓутоа првата средба со него ја имавме на Попова шапка, каде што јас вежбав гитара свирење, тој слушнал и дојде да се понуди, рече и јас свирам гитара, имам електрична гитара. Значи, после точно една година од средбата со Мошо, идејата ми падна да го земеме и него да свири или бас гитара или ритам гитара, зависно од тоа што ќе определиме после. Работата бидна многу брзо, немавме гитари електрични, меѓутоа додека ние добиеме гитарите електрични, вежбавме на обични гитари. Значи, тоа се случи некаде првата недела во септември 1964 година. Средбава прва. Веднаш после тоа ние почнавме да вежбаме во музичкото училиште, во Тетово, во нижото музичко училиште, и ентузијазмот беше голем кај сите, не гледавме нити време, нити простор, така да мощно брзо почнавме да ги работиме песните. Гитарите први
односно прво да ви кажам како да иде до името Црни лотоси. Зоран и Муне, барајќи име, се одлучија да биде тоа лотоси. Познатиот цвет што вирее во Јапонија, лотос. Меѓутоа, гитари не можевме да купиме, беа мощни скапи во тоа време, и Зоран и Моне нарачале некој во Скопје да ги направи гитарите, со тоа што да им се монтира магнет после, за да можеме да свириме. Кој ги донесува гитарите, беа офарбани црни. И тоа беше причина да му додадеме Црни лотоси. Значи, името Црни лотоси дојде по иницијатива на Моне и Зоран и по тоа што бојата на гитарите беше црна. Значи, ние мощне брзо почнавме да вежбаме, и првиот настап го имавме за 19 ноември, значи за нецели 2 месеци, по повод ослободувањето, денот на ослободувањето на Тетово. Интересот кај младите кога разбраа дека формирана група. Таа беше прва група во Тетово или Прва група во Тетово и втора група во Македонија. Бис беа пред нас, односно тие беа две групи формирани малку пред нас, меѓутоа наврзо се тие бисери безимени им беше името, така што се префрлија после, формираа една група од двете и ја нарекоа Бизбес. Ние, значи, сме практично втората група во Македонија со електрични гитари. Но прва во Тетово и прв вид на таква забава. Електричните гитари предизвикаа сензација меѓу младите во Тетово тогаш. Така да, првата игранка, ние свиревме на игранка во основното училиште Лирија, во физкултурна сала имаа голема убава, и таму ни беше првиот настап. Публиката што дојде наместо на игранка, тие се наредија пред бината. Кај нас и гледаа во нас и во гитарите, што гитариве на струја, звукот доаѓа некаде од страна, а ние свириме пред нив. Тоа им беше мощно интересно и предизвика невиден интерес, да речем, меѓу луѓето. Игранките што тогаш ги организиравме беа неверојатно посетени. Ако береше салата 300, имаше сигурно 600 луѓе внатре. Така да, тоа беше првиот наш почеток, потоа се редот настапи во Тетово и околината, Гостивар, Скопје, Куманово, Велес, Врање, Ќуприја во Србија и така натаму. Како се собираа младите тогаш, да направиме една паралела, сега нели сите се на социјалните мрежи и со паметните телефони е, да речеме, лесно нели да се повика некој. Тогаш немаше многу средства за комуникација, но сепак содржувале игранки на кои што според кажувањата на луѓето биле многу луѓе. Тоа се споведуваше така што се поставуваше еден плакат во центарот на градот и дружбата меѓу младите тогаш беше многу поинака отколку сега. Ние бевме често заедно, едни со други, на надпревари фудбалски, на спортски терени, на културни манифестации некои, така да постоеше едно дружење, една дружба меѓу младите и лесно се пренесуваше гласот од човек на човек. Што се случува? Обично, сабота и недела се држија игранки тогаш овде, немаше друга забава. Најпрво матинеја почнуваа во 2 саат, па после, односно во 14 часот, па потоа, после, значи некаде околу 17, се собираја повторно на игранка во училиштето Лирија најпрвен. Значи, доволно било само еден плакат и сите разбирале. Еден плакат и меѓусебно информацијата се ширеше од уста на уста. Така да, тоа нашиот прв настап предизвика таков интерес, да после тоа немаше потреба ни плакат да се стави. Не можеше практично да ги собере салата сите оние што сакаа да влезат внатре. Така. Што изведуваше Црни лотоси групата? Дали имавте ваши песни или нешто се работеше од другите групи? Вака, ние првин почнавме по урнекот на Beatles и Rolling Stones, Seekersi, групата таа беше австралиска, Beach Boys, американска група, што свиреше во Америка, и ние практично почнавме да свириме со нивниот репертуар,
со песни од нивниот репертоар, меѓутоа мощно е многу почнавме да ги користиме и италијанските мелодии што се изведуваа на фестивалот во Сан Ремо. Така да игранките беа комбинирани со разен стил музика, што придонесуваше уште повеќе да се заинтересираат младите, да ги прифатат мелодиите што ги свириме ние, што ги слушаат на радио или тогаш почна и телевизијата, така што интересот беше неверојатно голем. Така, на кои места нели настапувавте низ градот? Порано имало повеќе култни места, да речам, кои што биле нели збиралишта на младите. Првите игранки, првите настапи, значи ги имавме во основното училиште Лирија. И пред нас, што приредувале игранки, ги држеле во Лирија. Меѓутоа, набрзо после тоа се отвори салата во противпожарниот дом, што се наоѓаше во центарот на градот, малку на улица Маршал Тито, наспроти денешниот фонд за социјално и пензијско осигурување зградата кај што е. Така што во таа сала продолживме да свириме игранките, меѓутоа, освен тоа, ние почнавме и со настапи, концерти, јавни настапи. Настап, концерт во Тетово, концерт во Јегуновце, во Домот на културата, во Тејарце имаше киносала со некаде 350 седишта и таму сме давале, во таа киносала се собира и во Јегуновце млади и од околните села, не само од Тејарце и Јегуновце. Натаму гостувавме во Гостивар, во Скопје во Работничкиот дом дававме концерт, во Велес настапивме, во Куманово во домот на армијата тогаш, и после тоа имавме покани во Врање да настапиме и во Ќуприја. Значи, имам многу пријатни спомени од тие денови. Практично тоа се времиња незаборавни од младоста, не заради мене, туку и заради сите што околу нас биле. Така што сме биле една солидна група, имавме, да речем, настап и на телевизија Скопје, на МТВ тогаш, и тоа не собра од Корзо. Дошла екипата во Тетово да сними репортажа за Тетово и разбрале дека има вокално-инструментален состав кој што навистина убаво свири, и не собра од Корзо право во гимназија да не снимат. И режисерот ни вика, земите, пробајте прво, за да вика, на филмска лента се снима, тешко ќе биде да се исправи тоа. Ја викам, нема проблем, вие поставете ги инструментите, ние без проба сме пробале доста, знаеме како настапуваме, викам, ние први ќе настапиме и еднаш свириме, не свириме два пати толку. И навистина го свиревме без грешка и тој беше изненаден режисерот, вика, ова не ми се случило досега, да настапат некој без проба од прво и да се сними од прво она што треба да се сними. Така да бевме солидна група. Првиот состав, мора да повторам, бевме Александар Григорчук, јас фронтмен на групата, Момир Јанич бас гитара да свири, Јордан Мирковски ритам гитара, и бе, Сашо. Се промени подоцна групата, имаше... Групата се промени подоцна заради тоа што Јордан Мирковски, ритам гитара што не свиреше, се запиша на факултет и мораше да оди на предавање во Скопје. На негово место го ангажиравме да свири Стево Стојановски Чавки и Бато, Серафим Грнчаровски Бато, така да речем. А него го зедовме заради тоа што вежбавме ние ноќе до 2 до 3 са вајдето, цела ноќ. А Момир Мошо живееше во Брвеница. И со гитарата на рамо и појачалцето што го имаше в раце, од Тетово немаше превоз тогаш никаков, одеше во Брвеница пешки, преку ниви да речем. И дојде еден ден, рече, ќе ме изедеа волци ноќеска. Среќа што не го нападнале.
И тоа беше причина да го замолиме Мошо, благодариме досега ако се согласуваш и ти, наместо тебе да те мислиме цела ноќ да ќе стигнеш жив и здрав до дома, или да земе друг некој. Мошо се согласи, земете рече други, наистина напор голем и ова секоја вечер да се враќам после полноќ дома. И тогаш го зедовме Стево и Серафимовски, Стојановски Стево и Бато Серафимовски. Тоа е приказната почетна. Така, до кога постоеше групата, до кога успевавте нели да настапувате? Групата бевме мощни активни, значи од 64-то од формирањето до 69-та година. Тогаш ми настана еден проблем, лично мој, свирејќи на игранка во Работничкиот универзитет, појачалата зад нас поставени, а звукот беше мощно силен, бидејќи салата преполна со луѓе и после тоа има прочитано дека развиваме бука некаде околу 130 децибели. Тоа е звук што се развива при полетување на еден джамбо джет, авион еден. И така да долго време свирење остава трајни последици по слухот. И 29 ноември беше 69 година, значи 1969 година, ние на игранка во Работничкиот универзитет, кога заврши игранката, осетив таква бука во главата после тоа, што 3 дена ми бучеше во главата, не можев да дојдам на себе. И реков, ова мора да е крај на електричарската музика, а на другата после продолжив како виолинист и гитарист во културно-етничкото друштво Илијантевски смок. Меѓутоа, наместо нас дојде група, друга се формира, Джип и така натаму, повеќе други групи. Ние поставивме основата, значи, ние бевме почетниците на електричарската музика, звукот на електричните гитари го донесовме први во Тетово. А другите членови продолжија во други групи да се занимаваат со музика? Продолжија. Се сеќавате на кој каде замина? Бато Серафимовски замина во формираа група GP. После таа група се формира уште 2-3 други, меѓутоа и Тетекси имаше група што работеше во состав на културно-етничкото друштво при Волнарскиот комбинат Тетекс. И така натаму, после нив се формира и други групи. Така. Во оваа прилика мора да споменеме и подоцна вашиот придонес во публицистиката, во новинарството. Вие продолживте во нова гранка, да речем. Вака, завршувањето со музиката, со електричарската музика, 1969 година, тогаш се формира и Радио Тетово, локалната радиостаница. И јас продолжив да работам во Радио Тетово како музички уредник и редактор на дневните вести, бидејќи студирав книжевност. По завршувањето на по една година работење во Радио Тетово, заминав на служување на воен рок и по враќањето продолжив да работам. Тогаш во меѓувреме се формираше Центарот за информирање и издавачка дејност во Тетово, во кој радиото се припои наместо состав на Работнички универзитет, да работи во состав на Центарот и почна да се издава и тоа заедно да продолжат да работат со издавање на вестникот Полог, регионален вестник за Тетово и Гостивар. Значи ја продолжив со новинарската работа. Работев во новинарството во Радио Тетово, односно во Центарот за информирање, до 1977 година. За тоа време изработив 32 емисии на заеднички бран. Тоа беше емисија што ја пренесуваше Радио Скопје, втора програма, а учествуваа еднаш месечно 32 радиостаници од Македонија. Јас направив 32 емисии и
им требало во Нова Македонија дописник од Тетово, интересирајќи се кој, како, што, некој им предложил да ме земат мене. Дојде заменик главниот уредник и уредник на дописна служба од Нова Македонија во радио Тетово кај нас, кај што работев до тогаш, и побара јас да се приклучам да работам во Нова Македонија, што јас морам да признам дека прифатив со задоволство. Во Нова Македонија останав 10 години, после тоа морав да променам работа повеќе од семејни причини, да не објаснувам какви што. Дојдов да работам како шеф на работната на службата за информирање во хемиско електрометалургискиот комбинат Југохром, па потоа како по 10 години, да речем, како директор во Националната установа библиотека Кочо Рацин во Тетово. Тој период новинарството, додека бев, и оној период што се заменувава со музиката, беше инспиративен период за да се осврнам назад и да почнем да истражувам одредени работи од областа на културата. Така, како член на културно-уметничкото друштво Илијантевски смок, живо ме заинтересира тетовската староградска народна песна. Заради тоа што, за разлика од денеска, што не можам да тврдам какви се текстовите, меѓутоа тогаш се пееше за живи луѓе, за луѓе што се познати, што живееле во градот, што ги има луѓе уште што се сеќаваат на нив. Така ме заинтересира нивната животна судбина и практично постанокот на песните и животната судбина на личностите опеани во песните ми беше инспирација да истражувам натаму и да издадам една книга Песни и судбини, во која го пренесов животот и судбината на личностите што се опеани во староградските тетовски песни и начинот на кој се постанати. Натаму потоа издадов уште една книга, Книга за библиотеката, колку што се сеќавам. Не, зборот беше уште една книга за песниве. Песните, така. Значи, првата беше Песни и судбини, другата Песна на устата, Камен на душата. Беше втората песна, што опфатив уште 10 други песни, што не беа опфатени со првата книга. Така што, тоа, додека работев во библиотеката, се потрудив да го изучувам историјатот на библиотекарството во Тетово и во еден подалечен период, да наречам од пред Кирил Пејчиновиќ, па до формирањето на современа библиотека во Тетово. Така. Исто така истражував приватни библиотеки, што имале личности. Многу интересен период е тој. Тие приватни библиотеки имало пред 300 години. Интересни, за жал, од нив многу малку е останато. Уништени се поради незнаење или поради ред други причини. Меѓутоа, тоа е судбината на Тетово и на луѓето тогаш. Се надевам, побудивме едни пријатни сеќавања кај публиката во овој разговор, нели, прво за Црни лотоси, потоа и за вашата работа, нели, во новинарството и публицистиката. Јас ви благодарам за гостувањето во студио 044. Ви благодарам и јас што ме поканивте, што ме подсетивте на едни далечни убави времења, што тешко се забораваат и не треба да се забораваат, бидејќи тоа е културната историја на градот и тоа е придонес да се сочува трагата да ја сочуваме на македонштината, на македонската народна песна, која за жал сега некако е ставена во втор план, ретко се емитува на радиостаниците и на телевизијата, меѓутоа има песни што се останати и што се уште се пеат. Благоњо Дејче Пожаранче, например, ја прифатија најпознатите пејачки имиња на
просторот на поредешна Југославија. Јас уште еднаш ви благодарам што ме поканивте и ви посакувам успех во работата. Благодарам уште еднаш.